Благодарам, почитувана председателка, почитуван колега, почитуван народен правобранител. Јас сакам само да се надоврзам и да дообјаснам дел од тезите кои што колегата претходно ги елаборираше. Почитуван колега, се согласувам во делот каде што констатиравме дека имаме доста простор за измени и дополнувања во одредени законски решенија, се со цел за остварување на правата на граѓаните. Да, се согласуваме, во одреден дел има започнати постапки, но треба многу по агресивно да пристапиме кон овие измени, за да можат час поскоро граѓаните да ги остварат овие права. Многу накратко сакам само да ве надополнам. Да, се залагате за тоа дека треба да имаме конкретни препораки од овој извештај, кои што треба да се проследат до извршната власт и истите да бидат имплементирани или отстранети одредени недостатоци. Впрочем, и согласно самиот закон, ова е цитирано, односно самиот извештај народниот правобранител, односно членот 36 од Законот за народниот правобранител е цитирано и е нормирано начинот на и процесот на постапување. Народниот правобранител го информира Собранието на Република Македонија со годишен извештај. Потоа во ставот 1 на овој член Собранието на Република Македонија го разгледува на седници на Собранието на која задолжително присуствуваат членови на владата на Република Македонија, односно нејзини представници. И понатаму вели: Собранието на Република Македонија по разгледувањето на извештајот ставот 2 на овој член утврдува мерки за спроведување на препораките и истиот го доставува до владата на надлежно постапување. Од тука тргнува обврската на извршната власт, односно на владата. И во самиот член и закон е нормирано: владата на Република Македонија на секои 6 месеци го информира Собранието на Република Македонија за спроведување на препораките од ставот 3 на овој член. Тука е клучниот момент. Дали во последните 2 години вие се сеќавате дека ние имаме повратно од владата извештај за постапување по дадените мерки и препораки од страна на Собранието при разгледување на извештајот до владата и да имаме повратно да ги разгледаме, да констатираме во која фаза се истите и каде треба да се интервенира. Впрочем, ние сме законодавниот дом, да се интервенира во измени и дополнување на одредени закони, а другата надлежност која што е во однос на извршување истите докаде се во постапките за спроведување и надминување на констатираните да кажеме пречки или недостатоци во функционирањето на органите и дадените препораки од страна на правобранителот. Во ставот 4 вели: известувањата на владата се разгледуваат на седница на надлежното работно тело на Собранието на Република Македонија. На седницата се покануваат народниот правобранител, а присуства и представник на владата на Република Македонија. Тоа е таа постапка која што кај нас во дадениот момент не е запазена, дали смислено и со намера. Извештаите се разгледуваа многу доцна за да нема простор за вакво постапување и затоа мораме да се усогласиме сите пратеници заеднички да се спроведе, да се заврши и да имаме фидбек, односно согласно законските обврски на извршната власт, кои што се зададени со препораките и согласно дадениот член на народниот правобранител, да имаме фидбек од тоа што се случува, така да многу почесто ќе можеме да разговараме и за поединечни и за институционални проблеми, односно на секои 6 месеци, и да видиме како ќе биде одговорот, односно фидбекот од извршната власт. Ова ќе биде еден од начините за надзорот на Собранието всушност врз работењето на владата. Се усогласуваме со тоа, меѓутоа во изминатите години не достасува, односно не се почитува Законот за народниот правобранител. Истото го констатиравме заедно и затоа ве повикувам како парламентарно мнозинство да се заложите владата доследно да си ги почитува законите кои што се на сила, односно позитивните законски прописи. Должам уште едно дообјаснување во областа во која што и ме прозвавте и се согласуваме во имотно-правните работи. Сосем сте во право, имаме многу долгогодишни постапки на остварување на правата на граѓаните за утврдување на собственост на сопствените имоти. Да, тука имаме многу барања кои што се
провлекуваат и се уште не се решени, меѓутоа мораме да се заложиме. И управата за имотно-правни работи е дел од Министерството за финансии. Истата да ја докомплетираат збор кадровски, за да може да се одговори на огромниот број на барања и постапки кои што има таму доставено. Бидејќи сега во дадениот момент заврши рокот за поднесување на барања, а со тоа што вие го спомнавте и во право бевте, треба да се применува одредбите од законот каде што треба да се воспостави закуп на државното земјиште. Ова е ситуација во која што се наоѓаат сега оние граѓани кои што не поднеле барање, а оние кои што поднеле се уште го немат добиено во сопственото земјиште, меѓутоа констатирам, не можеме само да бараме одговорност таму, ова се сложени постапки. Се бараат и документи од многу децении уназад, од формирањето на евиденција во катастар на недвижности врз основа на движење на парцелите, на историјатот на парцелите, запишувањата до договорите, формално правните акти врз основа на кој се врши преносот, па се до моменталната состојба во врска со урбанизација или неурбанизација на самите земјишта и парцели кои што треба да се приватизираат. Станува збор за една комплексна материја и затоа повикувам и државниот правобранител да може да се заложиме во Министерството за финансии да се докомплетираат овие институции, да им се даде една комплетна структура за да можат да се надминат овие проблеми, а со тоа ќе се решат и проблемите на граѓаните. Втората ситуација за решавање на ваквите проблеми е тоа што го разговаравме, да не се повторувам, само ќе потенцирам, мериторно одлучување на второстепените комисии и на управниот и висшиот управен суд. Не може една постапка 5 пати да биде вратена во првостепениот орган, за да повторно истите се вратат до истите надлежни судови и се вртиме само во круг. Затоа имаме вакви долгометражни постапки и затоа барам, доколку сите заеднички се заложиме, како што имаме во самиот закон за општа управна постапка нормирано кога и како треба да постапуваат повисоките органи, да се заложиме и да се направи дали јавна расправа, да се поразговара со сите надлежни органи во однос на примена на овие законски одредби, а каде што треба во материјалните и процесните закони да се интервенира за да ги обрзаме овие постапки. Ви благодарам. Благодарам, колега. Има уште нешто, поготово за